Народот да не се враќа во средниот век, митовите поврзани со вакцините не смеат да бидат причина за нивно избегнување, тврдат експертите. Апсолутно, како медицинско лице ви тврдам и ви гарантирам дека вакцинациите се една од најголемите придобивки на денешницата, односно ако негде сме успешни во превенирањето на заразните заболувања, успешни сме во вакцинирањето. Лекарите се категорични дека вакцините и аутизмот не се поврзани. Не е најдена никаква корелација, никаква асоцираност, никаква поврзаност на вакцинациите со појавата на аутизмот. Да, може да постои хипотетички, да се постави секогаш во науката, викаме појдовно ние да поставиме хипотеза. Поставуваме хипотеза, меѓутоа тоа нешто не е докажано. Во Македонија на редовните покани за вакцинација се јавуваат околу 95% од поканетите. Јас имам 2 дечиња, ги боцкам регуларно и верувам и сакам да верувам во таа медицинска наука, во таа фармацевска наука, бидејќи нели го представуваме универзитетот кој што има факултет за медицински науки и кој што треба да го третира тоа, дека сепак медицината е наука, дека луѓето знаат што прават. Токму контраверзиите поврзани со штетноста, односно полезноста на вакцините, беше тема на трибина на Штипскиот универзитет. Целта е да се слушне мислењето на авторитетите, да се слушне мислењето на оние кои што се најповикани од оваа област. Впрочем, ние како универзитетско радио секој се залагаме научната вистина да ја промовираме во меѓу јавноста со оглед на тоа дека станува збор за една исклучително актуелна и сензитивна тема. Денешната активност беше дел од одбележувањето на 7 април, меѓународниот ден на здравјето.